Судскиот совет денеска беше местото каде свечена изјава даде судијата Африн Фидани, со што официјално стана председател на Врховниот суд. Ги почитувам Уставот на Република Северна Македонија. Веднаш до него се заколна судијата Хаџо Тарич, кој ќе раководи со Основниот суд Крушева. Фидани ја даде заклетвата по повеќе од 1 месец откако беше избран на функцијата на седница на Судскиот совет. Основно и приоритет ќе биде, се разбира, враќање на доверба на судството до граѓаните. Тоа ќе се реализира преку зголемување на транспарентноста на судот, отчетност. Веднаш по нив заклетва дадо и судиите Марија Клетничка Марковска, Олја Ристова, Иван Џолев и Бетим Јахја. Тие беа унапредени во судии во Апелацијскиот суд Скопје за кривичната област. Бидејќи Иван Џолев до изборот во повисок суд беше председател на Кривичниот суд, се создаде потреба таа позиција веднаш и да се пополни. Тоа се прави со поставување вршител на должност, додека на конкурс да се избере нов председател. Координаторот очекувам да предложи кандидат за ВД председател. Имавме предвид Законот за судовите, Законот за судски совет, деловникот кој што го имаме за работа. Според Законот за судовите, знаете дека членот 89, чинам дека беше, се бира највисоко рангираниот од последната година. Меѓутоа имаме мала неусогласеност со Закон за судски совет, бидејќи тој е понов закон, таму оценувањата ги вршиме на секои 4 години. Така да ние сега за последнава година немаме податоци за ниеден судија. Оваа изјава на председателот Камбовски, дадена пред седницата, практично ја повтори членката на Судски, која е и координаторка за Кривичниот суд, Данка Ристова, на самата седница. Таа рече дека одредбите од двата закона се судираат, па се повика на деловникот за работа на Судскиот совет, во кој, како што рече, стои дека за ВД председател се бира судија што е позитивно оценет од советот. И самиот закон за судски совет има наведено дека Судскиот совет судијата може да го оценува позитивно или негативно. Од тие причини во консултација и со членови од Судскиот совет, се разбира 13 члена сме, сите имаме своје видување на работите. Сметам дека сите судии кои се во Кривичниот суд се позитивно оценети, немаме податоци дека некој е негативно оценет и влегуваат во составот од кој што ќе бираме вршител на должност. Па така, за ВД председателка на Кривичен ја предложи судиката Даниела Димовска, за која рече дека со незините способности ќе одговори на предизвикот да го води овој суд. Дека Димовска ќе биде добар менаџер со Кривичен, смета и членката на Судскиот совет Антоанета Димовска, која рече дека и била менторка и лично добро ја познава. Била демонстратор на правниот факултет, потоа практикант во парламентот. Кога дојде во судот, јас да ја бидам ментор-координатор, не си недосташуваше судско искуство. Теоретски беше добро подкована. Меѓутоа не сум видела човек со поголем ентузијазам и со поголема желба да тоа го научи, што го направи многу успешно. Со ваквата постапка за избор на вршител на должност не се согласи членката на Судскиот совет Тања Чачарова Илиевска, која рече дека на таа позиција треба да биде избран најдобро оценетиот судија според последното редовно оценување. Не гледам зошто сега тоа што сте биле ментор на предлогот на кандидатот предложен од координаторот, вие вас критериум за да прескокнеме 10 судии во тој суд со поголем број на бодови од предложениот кандидат и да одиме на 11-тиот, зашто има одлични менаџерски способности. Таа се повика и на досегашната пракса на Судскиот совет за избор на ВД председатели на судови. Пред само 3 месеци, Судскиот совет избрал ВД председател на судот во Охрид, по сосема друг принцип од денешниот, покажува видеоархивата. Највисока оценка има Бојан Мартиновски, 196 бода добиено, и затоа за ВД председател на Основниот суд Охрид го предлагам истиот. И предходно, на пример, во август 2024 година, се бирало на тој начин. Тогаш ВД председател на Основниот суд во Велес. Предлагач на најдобро оценетите судии, и тоа според член 89 од Законот за судовите, бил токму актуелниот председател на Судскиот совет Александар Камбовски.
Тројца колеги има со најмногу поени, Шевшета Деми, Валентина Ѓоргиевска и Аница Тео. Би можела Валентина Ѓоргиевска да биде. Колку бода има Валентина Ѓоргиевска? 200 бода. Од овие тројца што ви ги прочитав, тројцата имат по 200 бода. Го прашавме Камбовски, зошто Советот овој пат не се водеше по оваа практика. Не е баш таква праксата на Судскиот совет, во зминативе 5-6 години токму обратна била праксата. Во најголем дел избирал Судскиот совет тој што ценел дека ќе извршува таа должност соодветно и праксата во поголемиот дел е таква како што ви кажувам. Што мислите за коментарот на членот на Судскиот совет кој што реагираше дека скокате 10 судии кои што се рангирани? Не скокаме бидејќи нема рангирање при избор на вршител на должност, не постои рангирање. Инаку, за судијката Даниела Димовска, која денеска беше избрана за веде председателка на Кривичниот суд, има медиумски објави дека била во кабинетите на тројца функционери на ВМРО ДПМН во собранието. Незиниот сопруг пак, Тане Димовски, бил во секторот за образование, спорт, култура и социјална заштита на општина Аеродром. А оттаму си оди по заминувањето на тогашниот градоначалник Тимчо Муцунски во Министерството за надворешни работи, каде сега е национален координатор за странски директни инвестиции. Председателот на Судскиот совет, Камбовски, не смета дека Димовска е избрана за веде председателка, бидејќи е блиска до власта. Не воопшто, бидејќи таа си има свој живот професионален, не може да ја врзуваме за тоа што го работи сопругот. Не може да ставаме знак на равенство помеѓу сопруг и сопруга. Што треба сега колешката да си даде отказ и да не работи повеќе, бидејќи мажот и во моментов е во некоја, не знам ни дали има некаква функција. Со оглед на ваквиот начин на избор на веде председател на Кривичниот суд, дали сметате дека на овој начин можете да вратите довербата во судството? Да, апсолутно. Зошто? Па ќе си докажи колешката дали сме направиле прав избор или не, доколку не се докаже ќе биде смената. Не е таа таму поставено доживотно да биде на таа позиција. Гаранција никој 100% во ништо нема. За изборот на Даниела Димовска за веде председателка гласаат 10 од присутните 12 членови на Судски. Против беа Тања Чачарова Илиевска и Ивица Николовски. Уште за време на седницата реагираше судијата во Кривичниот суд Ненад Савески, директно до членката на Судскиот совет Антоанета Димовска. Таа е избрана во судската влада преку гласови на судиите. Пораката што ја испрати ја објави јавно. Срам сте за судиите кои гласале за вас, кој ви даде право во наше име да кршите закон. Зошто постапуваш спротивно на член 89? Зошто согласно законот не го бирате најдобро оценетиот судија? Или за тебе законот е најмалку битен? Таму кај што седите не представувате нас судиите. Зошто најсветото нешто за нас судиите го газите? Немате право на тоа. Противправно однесување е недозволиво за некој што е судија. Одете си оттаму веднаш и престанете да им штетите на судиите. Брука си. Брука за судиите и за вашето семејство во кое сите се правници. Реагираше и коалицијата Сите за правично судење, невладина организација која редовно ги наблюдува седниците на Судскиот совет. Праксата на Судскиот совет во поглед на непочитување на законските одредби од Законот за судовите, како и непочитување на одредбите за давање на јасни аргументи и образложенија на одлуките, продолжува да биде применувана од страна на Советот. За жал, повторно мораме да констатираме дека Судскиот совет носи необразложени одлуки кои воопшто не се подкрепени со аргументи, што јасно укажува на недостигот на волја, свест и капацитет за исполнување на препораките на оценската мисија на Европската унија. До сега нема реакција ниту од избраната Даниела Димовска, ниту од прозваната Антоанета Димовска.